Годинава Министерството за култура ќе финансира 84 проекти од областа на културата во општините од источниот регион. Со пари од државата ќе се поставува нов покрив на црквата Свети Јован Крстител во Штип. Ќе се фугираат зидовите во Свети Спас. Предвидена е конзервација на 11 икони и иконостаси од Новоселската црква, а ќе има реставраторски работи на Баргала и на еврејските гробишта. Исто така, годинава ќе се реконструира и универзитетската читална во Штипската библиотека, а како и секоја година ќе се финансираат неколку промоции на книги и театарски представи. Во Делчево пак најмногу средства Министерството издвои за промоција и афирмација на копачката. Монографијата Копачка, чијшто автор е нашиот председател Димитар Узунски, воедно ќе снимиме и документарен филм за Копачката во УНЕСКО. Годинава фолклорната група Копачка ќе биде репрезент на Македонија во странство, поточно ќе учествуваме на денови на македонската култура во Србија и Словенија. Фолклорните друштва од Пробиштип и Стибања ќе добијат нови носи и опинци, а Китка традиционалните песни и ора ќе ги представи на меѓународен фестивал во Шпанија. Традиционално Министерството за култура ќе ги финансира Макфест во Штип, фестивалот на дувачки оркестри од Пехчево, Петровденските конаси и Дав во Кочани, како и фестивалот Летна култура во Берово. Годинава Министерството за култура издвои пари за 6 проекти повеќе за разлика од лани.